8 против 4 за судијата од апелација Енвер Беџети да не стане судија во Врховниот суд. Вака гласа членовите на судски, но без образложение зошто. Тој се пријави за отворена позиција на врховен судија, иако судскиот совет му утврди пропусти пре неговото постапување со предметот таргет тврдина во апелација. Не само Беџети, туку ниту еден од 5 кандидати за врховни судии во кривичниот оддел не беше избран, а најголем дел има изброј на гласови, како и самиот Беџети, односно 4 за 8 против. Од членовите на судски совет нема објаснување зошто на 4 од 5 гласања сите размислувале исто и гласале на ист начин, без разлика на биографиите на кандидираните судии. Беџети одекна во јавноста како судија известител во апелација во Скопје, кој според анализите на судскиот совет го криел со месеци предметот тврдина таргет, каде Мијалков Груевски како и други поранешни вработени во УБК се обвинети за масовно прекршување на човековите права со нелегално прислушување. Но затоа судскиот совет ги пополни двете огласени места во Врховен за судии за граѓанска област. Со по 10 гласа за и 2 против, за во невисокиот суд беа избрани судиките од Скопска апелација Анита Бошковска и Катерина Георгиевска. За нив членовите не штедеа пофални зборови. Јас гласав за кандидатот Анита Бошковска, бидејќи јас лично ја познавам, имав чест и задоволство да работим со овој судија, кој што има одличен интегритет, кој што е една од најдобрите судии во апелациониот суд во Скопје, докажано со своето знаење. Заедно сме работили во Совет, каде што постапувала како председател на Совет. Долги години е председател на Совет во граѓанската област. Има огромно познавање од оваа област. Според јавно објавените пресуди, Бошковска судела спорови по жалба што се однесуваат на надоместок на штета и долгови, а Георгиевска судела слични спорови, но и предмети за утврдување одговорност за клевета. Таа судела и на предметот во кој тужител бил Зоран Заев, при што ја одбила жалбата на тужениот и ја потврдила пресудата во корист на екс-премиерот. Судиката Катерина Георгиевска е и сопруга на обвинителот Владко Георгиевски од Републичкото јавно обвинителство. Сега Врховниот суд останува со 5 судии во кривичната област, што ја услужнува работата на овој суд. Врховниот суд во кривичниот оддел и натаму останува само со судиите Джемал Сеити, Африн Фидани, Сафет Кадрио, Мирјана Лазарова Трајковска и Цветанка Перик. Освен Беџети, не беа избрани ниту прворангираниот со најмногу бодови, судијата Зоран Димитриевски од апелацијскиот суд Скопје. Данка Ристова пак доби изедначен број гласови за и против и Татјана Дуковска.